Денеска православната црква ги празнува светите 45 маченици никополски, Леонти, Маврики, Александар, Сисини и други, и преносот на чесната риза на Господа нашиот Исус Христос. Светите 45 маченици никополски, Леонти, Маврики, Александар, Сисини и други. За време на опакиот цар Ликини, кој владеел во источниот дел од Византиското царство, имало големо гонење на христијаните. Во Никопол ерменски светиот Леонти со уште неколку своји пријатели му се јавил на царскиот намесник Лиси и му рекол дека тие се христијани. А каде е вашиот Христос, прашал Лисиј. Нели беше распнат и нели умре? На тоа светиот Леонти му одговорил: кога знаеш дека нашиот Христос умре, знај дека и воскресна од мртвите и се вознесе на небото. По долги расправи за верата, Лиси ги претепал и ги фрлил во затвор каде не им давале ни јадење, ниту пиење. Некоја благородна христијанка Власијана им носела вода и им подавала преку затворскиот прозорец. И ангел Божи им се јавил во затворот да ги утеши и да ги охрабри. Кога било судењето, на Лиси му се јавили и двајца чувари и му кажале дека се христијани и уште многу други, се насе 45 на број. Судијата сите ги осудил на смрт, но така прво со секира да им ги отсечат нозете и рацете, а потоа да бидат фрлени во оган. Таа грозна казна целосно била извршена и душите на светите маченици одлетале кон својот Господ во вечен живот. Чесно пострадале и го наследиле вечното царство во 319 година. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј,
Пренос на чесната риза на Господа нашиот Исус Христос. Во време на страдањата на Господа Исуса Христа за родот човечки, во одредот на римската војска во Ерусалим имало и еден грузин, Илиос од градот Мхцет. Неговата мајка слушнала за Христа и во своето срце верувала во него. Испраќајќи го синот во војска во Палестина, таа го советувала да не прави ништо против Христа. Кога Господ бил закован со шајки на крстот, звукот на чеканот допрел до ушите на мајката на Илиос од градот Мхцет. Кога го слушнала тој звук, таа извикала: "Тешко мене за тоа што не умрев пред ова време. Смртта би ме избавила од овој страшен звук." Кога го рекла тоа, паднала мртва. Илиос тогаш бил под крстот и со другите војници фрлал коцка за Христовата риза. Ризата му се паднала нему и тој ја донел во Мхцет, поклонувајќи ја на својата сестра Сидонија. Таа, кога слушнала за смртта на Господа, како и за тоа дека незиниот брат е учесник на тоа невино крвопролевање, веднаш умрела со ризата Господова која држела цврсто во своите раце и никој не можел да ја оттргне. Луѓето биле приморани заедно со ризата да ја погребаат. Од нејзиниот гроб израснал кедар од кој течело исцелително миро. Со тек на времето кедарот се исушил и тоа место било заборавено. Светата Нина со помош на нејзините молитви и со помош на огнен столб го пронашла тоа место. Покрстениот цар Миријан тука им изградил црква на светите апостоли. Во 1625 година шеикот Аббас ја зел таа риза и ја испратил во Москва како подарок на кнезот Михаил Феодорович и на патриархот Филарет. Ризата таму била поставена во Успенскиот собор во Москва. Достойно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Tebe